Од 11 ветрот на СДСМ однесе дури 10 градоначалници во регионот. Главата и фотелијата си ги спаси само Блаже Станков од општина Зрновци. Збогувањето со фотелиите за останатите значеше и итно барање на нова работа. Дали сите ја најдоа? До вчерашниот градоначалник на Штип, Пилџо Захариев, во моментов не работи. Зашто не може да се одлучи каде и што да работи? Тврди дека понуди имал многу, но дека одлуката ќе ја донесе одложено. Во прашање се домашни и странски фармацевтски компании кои Захариев го бараат како консултант на едукацијски сесии. Радко Димитровски од Кочани веројатно ќе замине во пензија, но не значи дека ќе престане да работи зашто има неколку големи бизниси, па за работа не размислува. Трикратниот градоначалник Тони Тоневски од Пробиштип се враќа на своето старо работно место, технички директор во хидросистемот Злетовица. Игор Поповски од Пехчево му се врати на претходниот бизнис, односно на транспортот и на неговата Андон Компани. А со истиот бизнис веќе работи и Дарко Митевски од Каменица. Зоран Минов од Карбинци нема бизнис, но има стабилна државна работа и тој веќе е во некогашната канцеларија на Историскиот архив. Во овој преглед на бившите се чини не се несрекни ниту некогашните градоначалници на Делчево Дарко Шехтански и Берово Драги Наџински. Според нашите информации, тие имаат решенија за работни места во шумската полиција и адаптацијата веројатно ќе им биде едноставна. Нивната предност во однос на другите е немерлива, зашто тие ќе имаат неограничена можност за чист воздух. Нешто што со пари не се купува.